Во втората половина на март работниците и работодавачите ќе седнат на заедничка маса во рамки на економско-социјалниот совет за да разговараат за минималната плата, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој денеска повтори дека доколку работодавачите и синдикатите се договорат за повисок минималец од законски предвидениот, тие како влада ќе го поддржат, но доколку нема договор, минималецот ќе порасне согласно законското усогласување. Што се однесува до одлуката за минималната плата, очекуваме да работодавачите и работниците постигнат договор и секој договор кој што тие ќе го постигнат, ние како влада ќе го поддржиме. Ако нема поинаков договор помеѓу работниците и работодавачите, таа ќе изнесува според последните информации кои што ги добив околу 24.400 денари. Во меѓувреме поранешниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски со став дека предлог моделот на ССМ за покачување на минималецот со едногодишно субвенционирање на дел од придонесите од државата не бил соодветен, а методологијата била погрешна. Но во актуелниот председател на ССМ Слободан Трендафилов одговори дека интересите на Митревски биле насочени кон други страни, наместо кон работниците и подобрување на нивните права. Можете да утврдите ви 1000 евра плата, ама работодавачите не можат да исплатат таа плата, тоа што би ги отпуштале работниците. Значи затоа кажувам дека треба да има нов модел на минимална и дека катастрофа направи Сојузот на синдикатите на Македонија и господинот Трендафилов. Тоа што ние се залагаме да го направиме е да надградиме таа методологија со дополнително зголемување на минималната плата и на сите плати за 6000 денари или за најмалку 100 евра, колку што е зголемена синдикалната минимална кошница. Ако тоа нифиме многу, тие, како Живко, нека пробаат да живеат со 22.450 или 567 денари или 24.400 денари и нека кажат како изгледа тоа. Митревски изјави дека се уште оставува на ставот дека Трендафилов бил нелегитимен председател на ССМ, обвинувајќи дека незаконски отпуштал вработени и создал хаос во синдикатот. Но ова Трендафилов одговори дека смената на Митревски била легитимно потврдена уште во 2017 година со одлука на делегати на Конгресот и членови на Советот на ССМ.